Добро вечер. Би сакала, почитувани гости, колеги и пријатели, би сакала во името на Фондацијата Отворено општество Македонија, но и во своје име да ви пожелам добре дојден на вечерашнава промоција на книгата Верни до смрт, довербата и теророт во револуционерна Македонија на авторот Кит Браун. Верувам дека и вам, но и на пошироката македонска јавност, името на Кит Браун не ви е непознато. Напротив, тој е наш долгогодишен пријател и ова е всушност неговата трета книга која е преведена и издадена на македонски јазик. Кит е социокултурен антрополог, истражувач и професор кој што е роден во Англија, каде што ги завршува своите додипломски студии од областа на класичните студии. Магистерските и докторските студии ги завршува на Универзитетот во Чикаго, а веќе подолг период живее во Провиденс во Соединетите Американски држави и работи во Универзитетот Браун. Тој е специјалист за прашања поврзани со Македонија, но и Балканот во 20 век, а се повеќе во последниве години ги разработува интернационалните и транснационалните врски што произлегуваат од регионот. Со Кит се познавам и станавме блиски пријатели уште од времето на неговиот прв подолг престој во Македонија во почетокот на 90-тите години на минатиот век. И како вчера се сеќавам на нашите дружења и разговори кои се одвива исклучиво на македонски јазик, иако тој во почетокот и не го говореше македонскиот јазик всушност. Знаеше нешто, но тоа беше многу малку. Сепак беше цврсто решен да го научи и тоа брзо и добро. И затоа инсистираше да зборуваме само на македонски. И во тој период всушност станав експерт за превод од македонски на македонски. Но тој за среќа траеше кусо време, односно тој за само неколку месеци го совлада македонскиот јазик, така што и вечерва ќе говори на македонски јазик. Иако самиот вели можеби ќе му треба малку повеќе време, бидејќи подолго време не е во подолг престој во државата и е само 3-4 дена овде. Но тој не само што добро го познава македонскиот јазик, добро ја познава и Македонија. И јас се сеќавам дека тогаш како студентка бев фасцинирана како некој доаѓа и е заинтересиран за Македонија. Од друга страна, толку посветено, темелно се обидува да истражи се што е во врска со Илинден. И притоа нема никаква врска со Македонија. Ниту некој корен има, ниту некој негов предок е од Македонија. И за мене тоа беше вака многу интересно, но сега, веќе неколку децени, односно 2 и повеќе децени, можам да кажам и мислам дека Кит сакал тоа да го признае или не, има некој свој корен овде веќе. И исто така мислам дека знае дека има и македонско семејство на пријатели и на соработници. А вечерва тука заедно со нас е и авторот Кит Браун, исто така Драги Ѓорѓиев, директор на Институтот за национална историја, и Ирена Стефовска, професорка на Институтот за национална историја, и ние заеднички во суштина ќе ја промовираме неговата книга и ќе дискутираме за оние прашања кои што ги поттикнува книгата посветена на македонската револуционерна организација. Инаку Верни до смрт, довербата и теророт во револуционерна Македонија е оригинално објавена на англиски јазик во 2013 година во издание на Индиана University Press. И како што пишува и во самата покана за овој настан која што ја добивте или ја прочитавте, книгата представува вистински предизвик за откривање на работата на македонската револуционерна организација од историска дистанца поголема од 1 век. И Кит Браун се сосредоточува на општествените и културните механизми на лојалноста, за да ги опише патиштата на довербата и на теророт, мрежи на тајното комуницирање и врските на солидарноста, кои ги поврзувале печалбарите, селаните од зафалените села и нивните лидери во една заедничка кауза и организација која имала своја терминологија и хиерархија, но имала и моќ да решава за животот и за смртта на членовите кои се заколнале на верност. Всушност Кит се обидува да даде одговор, како што вели тој, на двојната загадка, а тоа е како и зошто се случило толку многу припадници на едно општество за кое генерално се смета дека било составено од фаталистички селани со крајно ограничена интелектуални и морални хоризонти, и тоа во контекст на широко распространето угнетувачко насилство, да вложат толку многу во едно револуционерно движење, и тоа за толку кратко време, од само 10 години.
И втората загадка, како оваа организација успеала да опреми, обучи и мобилизира за само 10 години над 20.000 вооружени бунтовници и покрај обидите на подобро опремените политички актери, меѓу кои биле и самата Османлиска империја, соседните земји со нивните експанзионистички агенди и противничките етнички засновани национални движења, да го саботираат, неутрализираат или поништат незиното действување. Наверата на оваа книга, како што вели авторот, е да даде одговор на овие прашања и со тоа да придонесе кон разбивањето на конкретната историја на Македонија, на конкретната историја на Македонија, но и на граѓанската војна и бунтувањето воопшто. Пред да им дадам збор всушност на вечерашните промотори и секако на самиот автор, би сакала само да споделам неколку информации поврзани со актуелниот превод и книгата која што веќе имате во вашите раце. Некои од вас можеби има можности да прочитаат на англиски јазик. А тоа е дека издавач е Фондацијата Отворено општество Македонија. Одличниот превод од англиски на македонски јазик е на Гордана Стошиќ. Стручната јазична редакција е на Анета Марковска-Чубриновска, тие се и вечерва тука со нас. Дизајнот и подготовката го направи Воислав Булатовиќ. Изданието е некомерцијално и ево тираж од 500 примероци. И исто така на почетокот заборав би сакала добро вечер да им кажам и на оние кои што ја следат во живо.мк, односно го следат стримингот од оваа промоција и дебата. И сега би сакала да дадам збор на Ирена Стефоска, професорка односно на Институтот за национална историја, која ќе се осврне на методолошкиот пристап на Кит Браун и секако на незиното читање на Верни до смрт. Повели, Ирена. Добро вечер и од мене. Пред да почнам би сакала само да додадам дека уште од првиот момент кога стапна Кит Браун во Македонија, институција домаќин на неговите истражувања е куќата во која што работиме јас и колегата Ѓоргиев, тоест Институтот за национална историја. Ке се обидам да ве воведам во книгата најнапред преку мотото, кое што мислам дека е клучно за оваа студија. Вели, историјата може да ги создаде своите слики и повторно да го изгради минатото само со остатоците што ќе ги пронајде по катаклизмите. Спомените за светот не се светол, блескав кристал, туку куп скршени парчиња, неколку благи зраци што пробиваат низ темнината. Затоа историјата е полна со недораскажани приказни и прекинати мелодии. Ни дава само фрагменти од животите на луѓето и краток поглед врз некое делче на бојното поле, доволно само за да посакаме да видиме повеќе. Токму затоа мислам дека, откако ќе прочитате оваа книга, посакувате со истиот, дури и поголем интерес, веднаш да и се навратите и повторно да ги откривате. Шарените возбудливи и динамични светови на револуционерна Македонија, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, низ перото и софистицираната призма на професорот Браун. Затоа што истражувачките стратегии кои што ги применил Браун, инаку веќе билја нарече долгогодишен истражувач на историјата на Македонија, нема да ве остават рамнодушни кога влегувате во животите и делувањето на селаните, учителите, занаечиите, трговците, свештениците, мажите и жените и нивните водачи се разбира, кои сите заедно, заколнати на живот или смрт, го сочинувале срцето и душата на Македонската револуционерна организација, или скратено МРО, или пак само организацијата, како што ја викале незините членови. Навистина се чини неверојатно или фасцинантно како во дадената политичка, социјална и етнонационална стварност на Балканот, односно тоа е загадката која што веќе ја спомна и Билјана. Значи како во таква една стварност, кога вели Браун, буквално сите политички актери, почнувајќи од Османлиската империја, преку соседните земји и нивните експанзионистички агенди, се до противничките етнички засновани национални движења, како кога се обидувале да го саботираат, неутрализираат или поништат нејзиното действување, цитирам, организацијата успеала да опреми, обучи и мобилизира таква значителна вооружена сила. Во трагањето по одговорите, искусниот антрополог, етнограф и јас ќе речам и социјален историчар,
Браун прави радикален пресврт визави познатите и најчесто прифатени историографски толкувања кои тргнуваат од етно-национални позиции. Имено, размислувајќи надвор или отаде каноните на нацијата и национализмот, тој го вперува аналитичкиот фокус кон истражување на лојалностите. На тој начин, пред читателот се отвора едно сосема ново и свежо разбирање на историјата на Османлиска Македонија и на Македонската револуционерна организација. Джеймс Коубан со право истакнува дека Верни до смрт јасно покажува како и покрај мизансценот на османлиската власт, на соседните компетитивни национализми, на огромната селска сиромаштија и морето од печалбари, една модерна револуционерна организација успела да ги трансформира постоечките солидарности во едно ново чувство за македонско сепство, или јас би рекла за македонизам, обединувајќи ги протагонистите во нивната посветена борба за политичка автономија на Македонија. Од тука, она што особено сакам да го истакнам е токму епистемолошкиот пристап на Кит Браун во процесот на градење на аргументацијата и во барањето одговори. Свесен, како што вели, за стапиците на методолошкиот национализам во проучувањата на македонското и балканското минато, или едноставно кажано, за наметнувањето на сегашноста врз илинденското наследство или врз минатото воопшто, или со еден збор презентизам, да појаснам, тоа е толкување на историјата за потребите на сегашноста. Било да е сегашноста денес, пред 30, 50 или 100 години. Значи, пристап кој што го применувале генерации на бугарски, грчки и македонски истражувачи, идеолози и новинари, но и истражувачи и надвор од регионот, и кој само ја вжештувал и политизирал дебатата, која по правило се врти за жал околу прашањето за националниот идентитет на христијанското население во Македонија и особено на членовите на организацијата или пак на учесниците во Илинденското востание. Независно од легитимноста на прашањето, Браун одбива да влезе во, како што вели, во една непродуктивна дебата, чија цел е всушност зацементирање на еден и единствен апсолутен одговор. Тој одбива да пропадне во бездната на абсурдот од бескрајните докажувања или оспорувања на една, друга, трета или не знам која историска вистина, обвиена во презентистичка наметка. Временски неговото истражување е најмногу лоцирано на периодот до Илинденското востание, од причина што се обидува да работи, така да кажам, неконсеквенцијалистички, тоест да влезе во приказната без така наречена накнадна постфестум памет, кога веќе ги знаеме последиците од востанието, со други зборови на акциите, мотивите и случувањата, да не им пристапува од гледна точка на резултатот. Знаете, после битката сите се јунаци. Вооружен со знаења од редица антрополошки и историографски истражувања за проблемите на групната солидарност и мотивите за акција, кои не нужно се подпираат врз национални каузи и сентименти, туку многу повеќе врз создавање силни мрежи од различни лојалности во остварување на политичките цели, патот што го избрал Браун до револуционерна Македонија не е праволиниски. Напротив, тој до Македонската револуционерна организација стасува, анализирајќи ги конкретните извори, за кои подолу ќе зборувам, сместени во компаративна перспектива, со примери и практики на бунтовнички движења во различни времења и простори. Така, например, ќе прочитате и научите за движењето на карбонарите во Италија, на Мау-Мау во Кенија, за Ирската републиканска армија, за востаниците на Крит или пак за ерменските бунтовници кои делувале истовремено како и Македонската револуционерна организација. Обединувајќи ги сличностите и разликите на сиве овие приказни во еден мозаик, Браун всушност зборува и за феномените на бунтот
непослушноста, протестот и граѓанските војни. Од условно локалните приказни ги извлекува универзалните димензии на човечките лојалности, отпор и непокор и илустрирајќи ги нивните специфики, особено врз случајот на Македонската револуционерна организација, во конкретните историски контексти. Не помалу интересна за дискусија и природата на изворната граѓа, што ја користи во истражувањето. Архивската документација ја сочинуваат две групи на извори. Првата се сведоштва и искази, тоест биографиите на носителите на илинденската пензија во Македонија. Владата на Социјалистичка република Македонија им дозволила половина век подоцна по востанието да поднесуваат барања за пензија. Огромната архивска граѓа, сместена во 40 кутии во Државниот архив на Македонија, спаѓа во редот на така наречените помалку конвенционални извори. Другата група се записите на конзулите и амбасадорите на британскиот Foreign Office, но и на други, но првенствено овие, кои што инситу известувале за случувањата во Македонија меѓу 1893 и 1903 година. Во првиот случај, за своите искуства зборуваат куририте, јатаците, водачите на четите, знаменосците, благајниците и други на Македонската револуционерна организација, тоест оние кои многу лесно би биле заборавени од историјата доколку не биле земени предвид за пензија. Во вториот, оние кои што наблюдувале, коментирале и известувале согласно нивните позиции, знаења, интереси, убедувања и афилијации кон актерите и случувањата на терен, така наречените конвенционални историски извори. Браун не ги хиерархизира, не прави хиерархизација на изворите, туку ги поставува во рамноправна позиција гласовите на обичните, на бунтовниците и оние на дипломатските представници. При тоа, имајќи ја на ум, прво, флуидноста на меморијата, на југословенскиот политички идеолошки контекст во кој настанале молбите за пензија, вклучително и личните интереси на барателите. Искусниот етнограф, искажувањата на илинденците ги слуша и анализира со критичка внимателност, но и со човечка емпатија, педантно откривајќи ги деталите, сличностите, разликите, но и белите петна места во нивните сеќавања. Кај сите нив, истакнува Браун, се забележува вокабулар на бунтовништво, во кој централен механизам е процесот на заклетвата кога и пристапувале на револуционерната организација и преку која се обезбедувале формите на моќ, солидарност и посветеност на идеалот за автономна Македонија. Од друга страна, во анализата на официјалните документи, значи на конзулските извештаи, но и на други странски известувачи од теренот, авторот, следејќи ја призмата на субалтерната школа во постколонијалната теорија, ги доловува честопати присутните едностраности и предрасуди, кога тие известуваат за етнорелигиските, демографските и други прилики, но и за насилството во османлиската држава. Благодарение на индивидуализираниот пристап кон луѓето кои што ги сочиниле овие записи, авторот открива и една разнообразност во перспективите на известувачите. Имено, например, Браун забележал дека младиот подконзул во Битола, Джеймс Макгрегор, многу пати гледал поразлично на случувањата во 1902-1903 година од неговиот предпоставен сер Алфред Билиоти, стациониран во Солун. И покрај тоа што и двајцата биле совесни дипломати, кои прибирале емпириски податоци од теренот, првиот, Макгрегор, го знаел бугарскиот јазик, имал извори блиски до организацијата и известувал дека таа ужива општа поддршка. За разлика од него, господинот Билиоти бил натурализиран британски поданик, роден на Родос, зборувал 5 јазици, поранешен драгоман и имал врски и симпатии за патриаршиските грчки заедници.
И додека, например, Мекгрегор пишувал за подготвеноста на селаните да соработуваат со бунтовниците, Билиоти 2 месеца пред него јавува за плячкосувањата на комитите 903 и за негодувањето на селаните поради даноците што тие им ги наметнувале. Кај едниот се забележува определена емпатија и поддршка за бунтовниците. Кај другиот, вели Браун, препораки до Лондон за статус кво. И покрај големата вредност на извештаите на странските мисии и на новинарите и патепистите од теренот, Браун со право предупредува дека тие не треба да се преценуваат и дека истражувачот мора да ја има предвид релацијата на моќ која што се воспоставува меѓу стварноста за која известуваат или ја проучуваат и која суштински ги обликувала податоците за клучоците што ги извлекувале од нив. Инспирацијата и насоките во епистемолошкиот пристап при работата со различните перспективи во двете групи извори, авторот ја црпи од неколку клучни студии и струи во 20 век. Во прв ред, веќе класичните студии на Натали Зимон Дейвис и на Лероа Ладири. На Натали Зимон Дейвис студијата се вика Фикција во архивите, на Лероа Ладири Монтају, едно село во Окситанија. Инаку двајцата еминентни представници на школата Анал во историографијата, Патем, не можам да не спомнам дека мене лично ми се омилени автори и некогаш ги представив нивните студии во институтскиот гласник. И двајцата се занимавале со формите на нарацијата и со погледот на обичниот човек за општествената стварност во архивската документација. Дейвис со барањата за помилување упатени до францускиот крал во 16 век од оние кои биле осудени на смрт, додека Ладири со животните приказни на селаните од едно средновековно еретичко село во Окситанија. Имено локалниот епископ во име на Светата инквизиција се обидувал да ги открие причините за нивната еретичност. Биле катари. И секој ден педантно вршел испрашување на секој селанец поединечно, буквално запишувајќи ги сите згоди и незгоди од нивното секојдневие, вклучително, например, има приказни за прељуба, за, изневера и разни други чуда од секојдневието на селаните. Овие приказни останале сочувани, бидејќи епископот случајно подоцна станал папа, а пак книгата на Ладири, на францускиот историчар, подоцна била продадена во неколку милиони примероци на различни јазици. Освен овие студии, Браун во својата работа се надврзува и на студијата на Голфо Алексопулос, наречена Сталиновите отпадници, во која авторката ги истражува жалбите на група прогонети советски граѓани кои барале да бидат рехабилитирани, и секако на обемните истражувања на Шила Фицпатрик во советските архиви за видовите интеракција меѓу граѓаните и режимот. Третата струја, како што вели и тој, ја сочинува огромниот корпус на студии, од веќе ја споменав субалтерната школа, чии пионери се Рина Джитгуа, Парта Чатерджи и Гајатри Спивак. Последниве двајца работат и предаваат на Универзитетот Колумбија во Њујорк, кои всушност критичките интердисциплинарни анализи на британските колонијални архиви во Индија ги донеле и прошириле во Соединетите Американски држави. Тие покажуваат дека во процесот на откривање на колонизираниот, сликата што ја создава колонизаторот не може да биде неутрална спрема релацијата на доминација и подреденост што ги поврзува и едните и другите. Заеднички именител на сиве овие студии се обидите на нивните автори да ги спознаат вербалните врски помеѓу подчинетите и владетелите во авторитарни комунистички колонијални општества. Сите тие заедно и оделно му помагаат на искусниот истражувач Браун да го изостри уште повеќе погледот
и да ја продлабочи сензитивноста, за подобро да ги разбере и спознае македонската приказна за отпорот, бунтот, довербата, солидарноста, стравот, убиствата, теророт, насилствата, во светот на обесправените и историски маргинализираните протагонисти. Например, на Даме од Прилеп или на Малинка од Ракитница, на Наум од Цапари, на Донка од Крушево и на мнозина други, знајни и незнајни, оние верните до смрт во револуционерна Македонија. И на крај, и покрај тоа што Билјана веќе спомна за преводот и за редакцијата, јас само ќе додадам дека и Гордана Стошич пред секако преведуваш, но Јанета како редактор немале нимало лесна работа, борејќи се со британскиот оксфордски англиски на професорот Браун и секако во пеглањето на стручните изрази од теорискиот лексикон на Браун, приопштувајќи ги на македонски. Секако, се тоа ќе беше невозможно без издавачот Фондацијата Отворено општество, која ни овозможува со години да ги читаме на македонски и промислуваме различните студии од светски ранг, важни за историјата на Македонија. Благодарам. Благодарам, Ирена. Иако навистина станува збор за сериозна научна студија, кога човек ја чита книгата и на македонски е возбудлива, провокативна, дури и романтична на моменти и така. Предпоставам дека тоа чувство го дели и Драги Ѓоргиев, директор на Институтот за национална историја. Повелете. Благодарам. Така е, кога една книга се чита во еден здив, тогаш значи дека не е само историска книга, туку има и нешто повеќе од тоа. И таков е пристапот на Кит Браун, кога ќе се снели прочита насловот Верни до смрт, дека станува збор за македонската револуционерна организација и се очекува тоа да биде книга во која ние ќе читаме за Даме Груев, за Јане Сандански, за Гоце Делчев. Јас колку што успеав да забележам, мислам дека само една се спомнуваат тие имиња во целата книга. Значи, ова не е книга која за лидерите, за водачите, за хероите, за митовите кои се веќе создадени кај нас за оваа организација, тоа е книга за базата, за безимените луѓе кои ја крепеле организацијата и без кои таа организација не би го постигнала тоа што го постигнала. Јас сакав да зборувам вака без да читам. Меѓутоа, стилот и јазикот на Кит Браун тоа не го дозволуваат. Мора човек да биде концентриран и да биде стегнат за да го долови тоа што е напишано во книгата. Затоа и јас ќе се обидам да се посветам на оние 5 елементи преку кои Кит Браун се обидува да ја анализира организацијата и кои се тие 5 елементи кои ги натерале тие луѓе, тоа нели генерално тоа општество за кое генерално има мислење дека е било анемично, неписмено општество, да биде толку посветена на една идеја и во рок од 10 години да се обиде да се спротистави на една империја како што била Османиската империја. Значи, како што рече и Билјана, и самиот Кит на почетокот ги поставува двете прашања. Зошто и како се случило, значи, толку голем број приврзаници да се приклучат кон таа организација и толку верно да служат барем во првите 10 години, бидејќи тој романтизам што го спомне Билјана можеби може да важи за првите 10 години. После Илинденското востание организацијата преминува веќе во некои други води и други односи. И како успеала за тие 10 години, повторно тоа анемично, морално и интелектуално инфериорно и материјално инфериорно општество да создаде една таква вооружена сила. Значи, тие се двете основни прашања и Кит Браун се обидува тоа да го објасни не преку акциите и преку херојските подвизи на Гоце Делчев и на Даме Груев и не знам кој, туку само преку активностите на обичното членство. И тие активности преку кои се создава таа доверба, таа солидарност, таа лојалност кон
Македонската револуционерна организација се следниве. Значи, тоа, според Кит Браун, како ги градира, тоа се печалбата, заклетвата, потоа создавањето архива, односно бирократијата на организацијата, четите и јатаците и секако оружјето на крајот. Значи, тоа се механизмите, односно алатките, институциите, кои Кит Браун ги издвојува како елементи кои најсилно влијаеле врз институционализирањето на организацијата и кои придонеле да се изгради солидарност и лојалноста кон организацијата. Токму преку тие елементи, нејзините членови, значи, ја создаваат својата лојалност кон организацијата. На прво место, Кит Браун, значи, ја анализира печалбата, односно општествено-економскиот контекст на растот на организацијата, фокусирајќи се, значи, на феноменот на печалбата, односно економската емиграција. Следејќи ги патиштата на македонските печалбари надвор од нивните места на живење, Кит Браун ни представува едно динамично општество, една заедница на православни христијани во Македонија, чии хоризонти се многу пошироки од општо прифатеното мислење. Тој покажува една сосема спротивна слика во однос на стереотипите, на фатализмот и анемичноста на македонските селани и на нивната предодреденост во нивната, нели, предодреденост на нивната животна судбина. Исто така авторот ја потенцира физичката и економската мобилност на селаните која е ставена во функција на политичката мобилизација. Печалбарите и трудовата миграција своите патишта ги ставиле во функција на поттикнување на едно движење и едно востание за кое властите успеале да дознаат, и факт е дека османлиите знаеле дека ќе има востание, меѓутоа не успеале да го спречат. Во овој контекст јас сакам да направам една мала дигресија и да се надоврзам на ова Кит Браун што го пишува за печалбата, точно поврзано со Крушево, значи дека работејќи на османлиски документи од средина на 19-тиот век, односно на пописи од 19-тиот век, само во Дамаск, во Каиро, јас се извинувам, во Каиро, постојат 120 луѓе од Крушево кои работат во Каиро како кројачи, и тоа е 1838 година дефтер. Значи, таа печалба, таа традиција на печалбарството во Македонија постои многу пред тој период на илинденскиот период, да кажеме, периодот на организацијата, и таа традиција апсолутно продолжува и после тоа, нели, после илинденското востание. Да не ги спомнувам дека преку 150 души само од Крушево се печалбари во Истанбул. Постојат печалбари и во Ерусалим, постојат печалбари и во Дамаск. И тоа се не толку големи бројки како во Каиро и во Истанбул. Меѓутоа, тоа е една фасцинантна бројка од близу преку 200 луѓе работоспособни, чија возраст не е поголема од 35 години. И тоа е во средината на 19-тиот век. Значи, таа традиција на печалбарството е фасцинантна кај македонското население. Вториот елемент на кој Кит Браун му посветува внимание е заклетвата на припадниците на македонската, на членовите на македонската револуционерна организација, на обичните луѓе, и можеби тоа е најромантичниот дел од книгата на Кит Браун. Тој не само што станува збор за заклетва, туку станува збор и за клетва во исто време. Значи, луѓето има две форми. Се заколнуваат, меѓутоа, од друга страна, постои и форма во која викат те колнам во името на тоа и тоа да бидеш член на... И тие зборови очигледно имале огромно влијание врз тоа, би рекол, неписмено население во кое, кај кое верскиот, нели, идентитет бил доминантен. Зборовите дека те колнам во име на Бога
за да действуваш во таа насока, кај нив имало огромно влијание. И затоа јас сметам дека заклетвата е еден од најважните елементи кои ги држала лојални на тие луѓе кон организацијата. Јас исто уште од сега би му поставил прашање на Кит дали навистина било заклетвата идејата или помалку и теророт бил тој притисокот кој ги присилувал тие луѓе да бидат толку лојални кон организацијата. Јас повторно сакам тука да се навратам на една друга книга објавена 1908 година од Шемсудин Селаникли, односно Шемсудин од Солун, 1908 објавена веднаш после Турската револуција, објавена повторно со поддршка на Институтот Отворено општество Македонија, кој е припадник на младотурската организација и кој дава приказ на тоа како се извршувала заклетвата кај младотурците. Очигледно во тоа време заклетвите биле на мода во таа османлиска Македонија. И таа е уште поинтересна, подраматична и потеатрална отколку што е ова на Македонската револуционерна организација. Заклетвата кај младотурците, која подоцна нели го симнуваат и султанот, ја земат власта 908 во Османлиската империја, се изведувал на следниот начин. Оној кој сакал да биде член, преку своји познаници, го шетале пред да оди во куќата кај што ќе ја даде заклетвата низ улиците на Солун, во Солун се извршувало тоа, со вреќа на главата. Не знаел по кој сокат си оди. И тој заклетвата ја давал пред тројца луѓе кој не ги гледал. Воопшто немал значи нели дупки на вреќата за да може да ги види кои се тие членови, му биле представувани како луѓе од највисокото раководство на младотурската револуција. И таа заклетва исто имало огромно влијание врз тие членови на младотурската револуција потоа да бидат верни членови на таа организација и да успеат да го постигнат тоа, нели, што таа младотурска револуција да успее така, речи си, без испукан куршум. Значи, во тој аспект и заклетвата на Македонската револуционерна организација, како што наведува Кит Браун, создава чувство на рамноправност на сите членови на таа организација, без разлика на пол, без разлика на возраст, без разлика на нивното богатство, заклетвата ги прави сите нив рамноправни. И од тој аспект таа имала огромно влијание врз членството и јас дури мислам, иако Кит тоа не го наведува, дека практиката на заклетвата станува многу по динамична пред самото востание, затоа што организацијата настојува да внесе што повеќе членови во организацијата пред востанието и тогаш бројот на примени членови со заклетва е многу поголем. Значи, заклетвата е еден од најинтересните моменти, најинтересните механизми преку која организацијата го ја обезбедувала таа лојалност кон организацијата. Практиката на Македонската револуционерна организација за водење и чување евиденција исто така е еден од сегментите со кои организацијата создавала чувство на таинственост и солидарност. Всушност, водењето на практиката во вид на записи значило создавање на собствена институционална структура и самолегитимација на самата организација. При анализа на оваа практика, авторот посебно се фокусира на командите и комуникацијските врски настанати во случаите на писмени смртни пресуди изречени против шпиони и предавници. Ваквите декрети ги издавале водачите и секретарите на организацијата, ги пренесувале куририте, а ги извршувале терористите и често пати биле ставани на трупот на убиениот. Всушност, информациите содржани во разни документи на Македонската револуционерна организација го формирале вистинскиот нерв на организацијата во целост. Бирократијата е важен дел од структурата на една држава. Таа дозволува издигнување на врските на повисоко ниво и овозможува тие врски да се замислуваат на многу поширок начин.
Бирократијата на Македонската револуционерна организација, која всушност представувала држава во држава, ја постигнала истата цел, создала чувство на припадност кон одредена заедница и го градела и одржувала колективниот дух, и тоа било многу слично на улогата што ја имала за клетвата. Во таа смисла, улогата на пишаниот збор била особено важна. Тој бил дел од процесот на само дефинирање на организацијата како модерна организација, обврзана со правила, која поради тоа заслужува лојалност и стравопочит. Всушност, традицијата на постоењето документи кај македонското население не е нешто што било ново. Само да спомнам јас дека првите пописи во Османлиската империја се правени од крај на 14-тиот век. И од тогаш луѓето имаат документи кај себе, тапи, даночни книги и документи за земјата или за било кој обврз. Значи, традицијата на постоење документи е многу, многу важна за тоа население, да чувството дека постои за него пишан збор е многу важен. И тоа е без разлика какво и да има мислење за Османлиската империја, таа е традиција долга 600 години со документација. Од тие аспекти документацијата е многу важна и можеби МРО, јас не знам дали е навистина така, меѓутоа биле свесни за тоа, дека мора да има документ за секој што би бил член или би бил дел од таа организација. Следниот елемент кој го смета Кит Браун за важен за создавање на лојалноста се четите и јатаците. И при тоа тој овде, што е сосема оправдано, прави една споредба меѓу традицијата на постоењето на ајдутско движење во Македонија и правилата и организацијата на четите на МРО. И тој апсолутно со право констатира дека двата документа кои овде тој ги дава, тоа се правилникот за селските чети и упатството за организацијата на четите, се создадени со цел да се создаде една диференцијација меѓу комитското движење, ајдутското движење, културата на ајдутското движење во Македонија и четите на МРО, со цел да се докаже дека тие чети настапуваат според одредени правила, според отредени норми, а не се како порано, како што се дефинирани од некои историчари, нели социјална ребелија, односно социјално бунтовништво без идеологија. И затоа и Кит Браун во прилог ги дава тие два основни документи за организацијата на таа вооружена сила на Македонската револуционерна организација. И без да должам уште многу, јас само да кажам дека последниот елемент за кој Кит Браун смета дека е важен во создавањето на лојалноста кон Македонската револуционерна организација е оружјето. Тој посветува посебно внимание на оружјето, каков вид оружје имала организацијата, на кој начин го набавувала и посебно се фокусира на феноменот на набавката на оружјето од албанците кои нели имено се сметаат за закана на организацијата. И тоа е исто така многу интересен феномен да се види како организацијата набавува токму оружје од албанци или од турци, а колку било важно оружјето и символиката на оружјето во стекнувањето на лојалноста и довербата од страна на обичното население, покажува примерот кој го дава Кит Браун со купувањето на пушката на Томе Никлев, крушевски војвода и важен член на организацијата од Крушево, која е платена 13 турски лири, за која можело да се купат можеби 3 или 4 пушки. Меѓутоа, бидејќи станува збор за пушка на водач, која е репрезент на таа организација, тој мора да има најнова мартинка. И е платена 3 пати поскапо, бидејќи со тоа тој символизира моќ, символизира пркос инат кон османлиските закони и на обичните луѓе им кажува дека таа организација може да си дозволи најскапо оружје напротив сите закони, спроти сите закони кои Османлиската империја ги има за не дозвола на поседување на оружје од страна на христијаните. Јас тука би завршил, само би кажал дека исто чувството, после читањето на оваа книга, чувството на романтизам кое се разбуди кај мене после читањето на оваа книга, беше големо. Значи,
чувството на чудна симпатија кон тие луѓе, без разлика на сите суровости кои се опишуваат внатре со убиства, со заклани луѓе и не знам што, меѓутоа тоа се должи секако и на јазикот на стилот на Кит Браун, меѓутоа јас би рекол и на преводот на оние кои се потрудиле овој труд да ни го приопштат овде. И јас само можам да му честитам на Кит Браун, на преведувачите, секако и на издавачот, што не почестија со едно вакво возбудливо четиво за Македонската револуционерна организација, која, ќе кажем, можеби е поафирмативно од многу други книги напишани во Македонија за истата таа организација. Благодарам. Благодарам, драги. Интересно е дека начинот на кој што се чита книгата и посебно во овој контекст навистина буди желба за бунтовништво и граѓанска непослушност. И слично има еден симпатичен детал во книгата, оружјето стигнувало од различни страни, ама е стигнало и од Провиденс, од каде што доаѓа и Кит. И сега мислам дека е време да му дадеме збор на авторот Кит Браун. Повели. Фала многу и фала што дојдевте. Јас да почнам и да се извинувам за јазикот, ќе се трудам нешто интересно да кажам. Мислев само кратко, фала многу за промоцијата, за фондација, за преведувач и особено за публиката што сте тука. Да кажем искрено, не сум напишал ова книга не сум ја напишал баш само за вас. И ние не пишаме само за нас. Добро, тоа не. Па нешто што ме мачи дека Македонија не е многу позната во светот и особено овој прашање што ставев на почетокот на книгата со врска со раѓање на движењето од нели 6 млади души во Солон кои се шетат преку море и во 903 година и за 10 години да стигне 20.000 луѓе со пушки да борат против Отоманска империја. За мене ова е, мислам, ова е приказна што вие сите знаете и од одамно, ама толку што знаете, мислам, за вас станува нешто нормално. Значи, не е ништо особено. Јас сакав да, од надвор, кога почнав баш да читам за други движења, сватив колку е, не е толку што е нормално, што мора да има систем, што мора да има јака бюрократи или нешто што да ги мотивира толку луѓе да одат. И особено ако има збор за овие кои беа селани, кои само се интересираат за нива, за стока, за семејството. Книгата е нешто како реакција или, значи, и сватив дека на англиски јазик уште сите само имат збор за Данкан Пери, што е сега пред 20 години. Завршено од 88 години и повеќе. И за мене беше чудно дека никој не барал да, значи има повеќе теоретски погледи сега, да се вратиме да видиме дали има нешто ново што е важно за востанието. Особено што Пери главно користел неколку извори со врска со селани, ама мислам дека тој беше, не знам премногу, ама повеќе се интересираше за водачи, за лидери и главно дава импресија дека раја беа така пасивни и само се интересираат за себе. Значи имав ова како инспирација или провокација и второ што мислам спомневме сега дека ова е линденско досие што постои во архивот
близко до Институција национална историја, сега мислам во град, во центар тука некаде, нели? Архивот. Да, добро. Значи некој ме спомна за тоа кога јас бев тука како постдипломски студент, и сватив од што разберав од список за луѓе кои го користеле архивот, овој фонд до тогаш, само има или 20 или 30 луѓе кои баш прегледа, значи и толку имаше, мислам, работа од страна на овие архивисти да ги среда и да става каталог. Штета за мене што толку малце беше познат. И пак има нешто методолошки, Ирене мислам или Билјана имаше збор за устна историја. И кога бев тука пред 2 години во институт пак како гостин, почнав да почнав иако сум етнограф, сватив дека во Италија, во Америка и во Англија има јака традиција за устна историја. Не само што ајде да слушаме што велат селани и да го пуштаме, толку да има критика, анализа и да се прави споредба меѓу извори и баш да влез да одиме баш до јазикот, да разбиреме добро или да бидеме многу да даваме почит врз зборови. Буквално значи добро, а така велат луѓето, ајде да бидеме сериозни, да не кажеме дека оние не знаат ништо, ајде да почнеме да видиме што има смисол во опишување од овие најобични луѓе. И значи за неколку години, иако нешто сум користел од овие за првата книга, Минатото под прашање, под влијание од што имав контакт со неколку кои се интересираат за устна историја, исто така затоа имав контакт со социолози, политолози, затоа јас сега не сум во класична катедра на антрополозија, толку за овие multidisciplinary центар. И сватив дека имав повеќе, значи ми треба повеќе да кажам баш од овие извори од што сум користил до тогаш. И мислам од тоа беше инспирација за книгата. И особено мислам, драги ми, многу добро даве шема за книгата. Еве, значи одев од тема до тема, значи за клетвата, за архивот, за чета, за печелба, да, од почетокот за печелбата и за оружје на крајот. Друго што нешто само малце да кажам, значи за устна историја почнав да се интересирам и што така има сега мода на историја во Америка, во Англија и сега каде ми е зборот, нели, за испредплетани истории. Стварно ова е нов тренд за историчари, ама ние како антрополози одамно сме користеле такви термини. И ова ми беше инспирација, значи да напишем нешто за Македонија, ама исто така да го Македонија да ја ставиме во глобален контекст. Значи и да станеме свесни дека иако преку 20 век, мислам, историчари секаде повеќе се бавиле за нации и главно преку, особено заради, да кажеме, фетишизмот за архивот, значи сите барале ајде на место откопиме и имавме помалце интерес или значи главно особено со врска со Америка, нели имаше збор за емиграција, имиграција.
Нели дека овие луѓе беа во Европа, лошо беше ситуација, ајде бегале во Америка и доста. Значи нема врска после тоа. А особено од македонското искуство со врска со оваа печелбарска традиција, иако оние беа нели крушевчани во Кајро од 1838 година, воопшто уште се чувствувале дека оние беа крушевчани. Значи никогаш немаше или главно нема прекина меѓу родено место и каде работеле. И ова за мене ова е најважна или доста важен дел од приказната на печелбарство, што е нешто дека постојано има врски. И ако има врски, значи овие луѓе кои одат надвор ќе се вратат и ќе имат друго искуство, ќе има пари, ќе има идеи, ќе има контакт со други луѓе и вака да почнеме да мислиме за овие пошироки хоризонти. Значи ова ми е тема и за значи да одам на микро ниво со овие устна историја и со овие луѓе кои има за што има приказни во овој линденската досие. Ама од нив сватив доста од нив, и особено после линденското востање, ова ми е план за следната книга. Значи, после линденското востање можеме да кажеме дека емиграција во Америка беше доста важна и за организација. Значи, организацијата беше доста активна и во Америка. Добре, јас се преселав во Америка од Англија. Значи, почнав да имам контакт со други науки, значи, и реков, значи, за овие... И од тоа, овие што сакав да правам неколку споредби со други движења и во Ирска, и во Англија, и други што спомневме сега. Значи, ова не е класично, пак да кажем, ова не е класичен метод на антропологија, толку поважно е за овие политолози, ама сватив, пак сакав да ја ставам како релевантна историјата на Македонија. Да завршам со овој, за тоа, Билјана сега спомна за тоа. И мислам, јас сватив преку годиниве дека јас сум буквално сум многу literal, буквален човек, прост човек. Значи јас постојано сакам да вратам да најбанални прашања. И баш заради тоа, значи се сеќавам точно кога, значи имав проблем со книгата воопшто да завршам и не знав како точно да биде. А поеднаш, значи, седев пак со ове приказна од Кондарковски, кој беше човекот кој го купи пушката за Томе Никлев. И значи сватив дека добро има нешто специфично што ове Мартинки. Пушката беше Мартинка. А ове беше во истиот период кога работев за нешто друго, значи за Балканските војни и се интересирав добро од каде беше влијание врз Грција и врз Бугарија со врска со доктрина на војска, нели, на војна. Значи има повеќе од руски аспекти кај Бугарија и од Франција и од Германија за Грција. И заради тоа, нели, грците користат овие пушка Гра и кај Бугарија имаме неколку руски пушки вака. А баш од тоа мислев добро, ама од каде овие Мартинка кај албанец кој што ја купи овие од Крушево. И сватив денове има доста работи што се многу полесно од порано. Например, да мислам за такво прашање пред 20 години, значи да мислам за такво прашање и
најверојатно ќе одам да спијам и ќе заборавам. Сега можеш, нели, на Google веднаш да одиш, што е може би е опасно, ама од друга страна мислам ако знаеш од прилика што сакаш да најдеш и ако имаш нешто како не знам колку добро. Значи ако знаеш што да прашаш, значи можеш многу да најдеш и така. И сватив дека има ова Providence Tool Company, што беше фирма во Америка и доста мислам се зголемуваше преку американска граѓанска војна од 1860 и нешто. А на крајот, и не само кај нив, ама воопшто во Америка, значи имаше капацитет за производство за оружје, ама немаше пазар. И значи почнала сите овие и ситни фирми и поголеми фирми да се интересираат за светот воопшто. Значи баш во Providence, и морам со драги да седам нешто да откријам за тоа, затоа баш во Providence во архивот има неколку отомански документи со врска со договор меѓу ова фирма во Providence и Отоманска империја. И на крајот има збор за 650.000 пушки од фирма што се продава во Турција како дел од модернизација. И ова беше, мислам, 76 година и после, нели, кога оние беа постари, отишле и од војската до овие паравојска, значи до баши базуци за албанци вака. И од албанци на крајот до Крушево стигне за 20 години. Ама толку ми беше чудно, значи, добро, јас мислев дека бев во конференција во Сијатл, кога мислев за тоа, почнев преку Google да читам што е тоа, и кога се вратив дома веднаш отидев во архивот, и таму беше и, мислам, овие кореспонденција и со консулот во Вашингтон и конкуренција со Винчестер кој сака да го зема договор, има прашање за мито, колку треба да се плати, и, значи цела приказна. И ове мислам, не знам, има 4 реченици во книга за тоа. Вака, значи, оваа книга, мислам, само морав да правам селекција од се што најдов, ама се трудев да правам нешто како приказна, што полесно може да се чита, ама има сериоз делот што барав во оваа книга, да баш ако можеме да влеземе толку што можеме во искуството на народот, на луѓето тогаш. Значи затоа ние сега знаеме што се случи после, ама и оние не знаеле, и многу лесно за нас да мислиме дека што се случи после или ова што им беше целта или не беше. Ама да се вратиме, значи, и да скокнеме толку што можеме и да влеземе и да прашаме добро. Ајде еден колап во Прилеп, што постојано ми е, мислам, затоа толку беа важни колапи во колап Буча? Колап Буча. Месар. Касап. Што е колап? Кабуд? Добро, значи, ајде еден касап во Прилеп. Касапите беа доста активни, не само заради, нели, што знаат како да колат, исто така што например, значи има дозвола да се шета преку села редовно, значи, и не само тоа, што имаше или ЕСНАФ или нешто слично, значи имавме неколку протоорганизации и вака, значи, толку што можев, сакав да се вратам во ова искуство и да мислам добро, и ако некој од организација дошел кај него,
што би прашал, што би сакал, како беше разговорот меѓу нив, што бе како на крајот организацијата го убедува ајде да почнете, ајде нешто заедно да работиме. И вака се и со заклетва, и со овие документи, и со даноци, значи баш со јазикот, со фондот од овие документи од пред 60 години, барав вака да буквално да скокнам до минатото врз нивните зборови и да ги давам почит и да им давам простор, оние да дават дефиниција што беше организацијата. И толку фала многу за што дојдевте и може сега со прашање. Благодарам, Кит. Да, секако ни остана време за дискусија и прашања на секој некој што заинтересиран да продискутира, иако предпоставам поголемиот дел од вас не сте ја прочитале книгата, но мислам дека доволно работи се кажа кои што се инспиративни и провокативни за понатамошна дискусија, ама мислам дека еве на некој начин да го злоупотребам правото што микрофонот е во моментов кај мене, но некако да заокружиме и методолошкиот и содржинскиот пристап кој што го има Кит, и мислам дека заслужува да го споменеме делот со жените и нивното учество во Македонската револуционерна организација, затоа што на неколку пати се спомнува тоа прашање, односно жените биле членки на Македонската револуционерна организација, тие давале заклетва, биле помалу бројни од мажите, но биле и јатаци, биле и курири. И моето прашање е дали ова организацијата имала еманципаторска улога или исклучиво биле жените искористени и нивната родовата поделба на трудот во тоа време била искористена за потребите на организацијата. Какво е твоето согледување од она што можеше да го прочиташ во овие архивски документи? Па фала, да, има збори за символични аспекти и практични аспекти. И сега сум спомнал дека, например, делот што читав за книгата, значи ги читав овие handbooks, правилниците на Мао Цетунг и Че Гевара со врска со како да се организираме за бунтот. И таму има збор за улогата за жени. И многу практично вака, значи практично, нели нормално војници имаат почит врз нив, ајде да ги вака да користиме. Ама од друга, значи има практични аспекти што мислам има, да кажеме дека има граници до што организацијата ги им дозволи да прави. Од друга страна, символично мислам дека они бе нешто како, значи не е само што, значи имало шанси и да земат заклетва без мажот. Значи сама да се реши од што се гледа. Добро, и они неколку од нив мислам значи завршив со 10 од овие досији, значи од најинтересни подолги биографии и едно од нив мислам од Рајна комитетка. Ама да, гласовите на жени, иако пак има врска со ове Натали Земан Девис, иако имаат друг облик, значи повеќе има збор за домашен живот, не за еснав, не за струка, толку за еве ми е приказната за домата, ама од друга, значи има женска специфичност, ама од друга страна се гледа дека има нешто слично со врска со волја, со припадност, со активност. Само Илинденската архива што покажува, жените добиле ли пензија? Илинденките? Да. Има. Благодарам. Имаме бежични микрофони и сега за сите оние кои што сакаат да постават прашање или да искоментираат, само ќе ве замолам да се представите и да водиме сметка за времето, значи доколку имате прашање или коментар да не биде подолго од 2 до 3 минути. Повелете.
Благодарам. Владимир Лата, пензиониран новинар. Имам впечаток и кога сум ја прочитал книгата дека вие се задржувате на, би рекол, инструментите през кои е одржана организација. Тоа е само дното на пирамидата. Врвот е идеалот. А идеалот е слободна, независна, уединета Македонија. И мислам дека е тоа клучната работа, поентата што треба да се каже во една ваква прилика. Број 2. Меѓу првите ставови и начала на таа организација се дека таа ги собира сите луѓе, без оглед на вера, пол, нација. Тоа се начала на Француската револуција. И трет елемент, тие исти начала се во првите документи на АСНО 44. Значи, не се само ирски или мау и тие елементи во прашање. Во прашање е преданост на целта, на идеал. Кога Патен направи мала дигресија, спомнате Мао Цетунг и Куба, да ви кажам еден податок што малци се знае во нашата јавност. Основачот на Комунистичката партија на Куба е познат под надникот, под прекарот Ел Македонов, а инструктор при основањето на Комунистичката партија на Кина на Коминтерната бил Методи Шоторов Карбов. Благодарам. Благодарам. Повелики или кој е таки? Фала многу за... Да, постојано има... Добро, можеме да кажеме дека целтата е најважна работа, ама пак да кажем дека јас повеќе, добро, не повеќе, ама јас исто тако се интересирам за социјална историја, за секојдневна историја, исто тако што сакам да се вратам на зборови што се користат во еленденското досие, ова да овие најобични луѓе. Добре, мислам, целтите се една работа, се гледаше особено, мислам, после еленденското востание, дека целите беа воопшто различни за различни луѓе и различни водачи во организацијата. Што ми беше интересно дека во архивот од што се сеќавам и само еден фуснот, јас мислам, и за тоа директорот тука е, да не би лошо за мене, затоа јас сум сам и не знам македонски колку што треба и јас само седев 9 месеци со овие извори. А колку има, мислам, би било многу интересно, мислам, за поголема публика, не само во Македонија, ама воопшто, да има подлабок анализа. И тука се, значи не е страшно, значи не треба, значи треба време, не толку повеќе од што треба пари. Особено се сеќавам дека има нешто што уште не разбирам, имаше една приказна со врска со папагал на Хитлер во некој и поиме немав тогаш и сега немам, ама ова беше, значи постојано имаше споредба меѓу еленденското востане, јасном и што се случи после. Значи има работи за партизанска период. Извините, само нема збор за, од што се сеќавам, немаше збор за слободна, самостојна, суверена Македонија, толку што имаше збор за слободна Македонија. И повеќе имаше збор за клетва, беше со врска со верност и со obedience, послушност, толку што врска со некоја цел. И затоа пак сакав да кажем, значи од почет врз
нив од почет врз изворите, сакав да се вратам и да скокнам и знам дека од аспект на Асном сигурно има корени во Илинденското востање, ама за луѓето во Илинденското востање не знам колку од нив беа свесни дека еден ден би станал Асном. Повелете, дали имаме други прашања, коментари? Да. Не можам. Капота. Влад. Мене ме интересира вториот дел од насловот смртта. Дали смртта е всушност границата на неверноста, последниот чин на неверноста, или смртта е остануваат верни до крајот на својот природен живот. На што се мисли во вашиот наслов? Ке ве молам да ми појасните. Па мото на организација имавме слобода или смрт. И смртта, ако разбрав... Дали е смртта закана за неверност? Да. За потенцијална неверност? Ба да, така беше. Да. Добро. Дали тоа може да се трансферира во сегашно време, да се спореди со денешнава организација? Македонска внатрешна револуционерна организација, ДПМНЕ, тоа е владеачката партија. Затоа што и тие имаат некаква кауза на верност, која што ја поврзуваат некако со... Не знам колку имате познавања од денешната политичка сцена и владењето на владеачката партија. И тие имаат верност некаква, која што е многу посилна од верноста во опозицијата. И ме интересира таа, дали она можеме да ја пресликаме од тогаш на сегашната сцена, или мислите дека ова е некоја ново компонира, нова, модерна верност, што секако не се граничи со смрт, а може би и се граничи. Благодарам. Па да, и мислам можеме да правиме врска со првото прашање, со врска со целта. Мислам воопшто во политика, мислам верност, лојалност, солидарност се доста важни и јаки. И ако, например, во Америка да кажеме дека до толку повеќе се организирани и дисциплинирани, значи можем да станете, да стигнете до успех во изборите. Ама за мене во Америка, например, не ми е јасно, ако се трудам да разбирам што е целтата, што ги обединува републиканци, не ми е јасно што е целта. Значи, може без целта. Не, ама многу е јак. Мислам, добро, и смрт е една санкција, има други што и страф, мислам, доста е важно. И знам дека имавме деновиве едно добро истражување од една од невладини организации тука во Македонија со врска со страф и улогата на страф кај луѓето. Пред да му дадам збор на Владе, само во овој контекст едно мало подпрашање од што произлегува од книгата. Дали членовите и поддржувачите на организацијата биле повеќе лојални и послушни на организацијата или на каузата? Или послушноста кон организацијата гарантирала нели верност кон каузата и доследност? Да. Или главен бил стравот? Да. Па не, мислам од антрополошка теорија, нели можеме да, значи ова е од Durkheim или овој Division of Labor.
поделба на трудови и има збор за солидарност по идеи и солидарност преку врски. И за мене, например, пак можеме да кажеме има нешто како вдоварба врз водачи и може да препоставам за неколку селани. Не е толку важно сите да разберат се што има. Значи целта да може многу абстрактна. Например, да кажеме, ајде да се бориме за слободна Македонија. Што значи слободна Македонија? Мислам дека најверојатно немаше детални разговори. А добро, колку ќе биде голема ова Македонија, докаде ќе биде? Прашањето за мене повеќе беше со врска со добро, значи деноците ќе биде помали, вака, или ние ќе решиме дали мораме да значи ние ќе решаваме да не мораме да се грижиме за деца кога одат по нива дека некој ќе ги киднапира, вака, значи барат ред. Буквално главно се добро, не главно, ама мислам дел од приказна дека многу тешко како обичен човек на крајот на Отоманската империја. Сакав да кажем, мислам, фала многу за коментар, нели империјата беше доста јака и до некаде беше дава ред и беше гаранција на ред за луѓето. Например, во Крушево во 1903 година еден дел од приказната беше дека луѓето не може да сватиле дека овие Отоманската војска го запали градот. Значи, оние беа кај Бахтија Пазар да му каже фала Богу што дојдовте да не спасе од се што се случи. Само, мислам, империјата беше во криза и почнува да стана доста дисордер, како дисордер? Безредија. И до некаде, мислам, организацијата тогаш барала власт, да кажеме, добро, ние ќе ве спасеме, ние ќе даваме, ќе има ред и вие ќе имате збор каков ред ќе биде после империјата. Благодарам. Милчен? Кит, ти си втор американец кој се занимава со минатото на Македонија. Првиот го спомна и самиот, спомнувам прв, втор поредот како сум ве запознал, го спомна Данкан Пери. Ако не ме лаже меморијата, токму Данкан Пери и ти го употребувате името МРО, Македонска револуционерна организација. Што, ако точно забележувам, во македонската историографија е поретко од ВМРО. И мислам дека тоа често пати создава проблеми кои не се само научни, туку и актуелни, политички. Да речеме, кога би бил сега помалку онака зајадлив, би можел да кажам дека ете ти парадокс. Во 2015 година Фондацијата Отворено општество Македонија издава и промовира една книга која, како што слушав, разбудува романтичарски чувства. Нели? Книгата се однесува на организација на која, ако и додадете една буква напред, добивате една политичка партија која денес има власта во Македонија. Многу ме интересира и неколку пати сум се обидувал да поттикнам некои луѓе да објаснат зошто МРО, а не ВМРО, односно зошто ВМРО, а не МРО. Дали постои некоја временска граница, дали постои некоја друга диференција меѓу овие две имиња кои не знам колку различни содржини, односно ентитети покриваат. Исто како што ми се чини, не знам дали ти ќе се согласиш, дека е исклучително важно, јас немам одговор на тоа прашање, дали е тоа некаква намера од идеолошки карактер
да се говори како да е тоа една организација од почетокот па се до 40 и се до, да речеме, 34. четите на, не, јас одам понатаму до Втора светска војна, до контрачетите организирани од Иван Михајлов и неговите луѓе во Егејска Македонија, односно во Грција, кои биле сојузници на монархофашистите, односно дури и на нацистите. Значи, не ми е јасно од каде е таа потреба, јас сега можда бодам предалеку за овој момент, од каде е таа потреба да се извлече идеја за континуитет, односно за единство, без оглед дали се работи за првата група, еве да речеме за овој период на романтизам, како што сега некако почнеме да го нарекуваме, па до една неофашистичка позиција. Дали тоа помага, да речеме, на идејата за некаков континуитет во државотворна, национална смисла, или е сушност деструктивно? Можда премногу далеко отидов, ама само гризе тоа прашање. Да бидам сигурен дека разберав што е деструктивно. Во смисла, ако, да речеме, дали помага во борбата за афирмација на Македонија, држава, нација и така натаму, ако ние кажеме дека тоа е ВМРО од почеток до крај и тоа е континуитет, во кој има мали лавирања горе-долу и така натаму, ма разликите не се многу битни. Или всушност ние треба да сме најасно дека не се работи за една организација и не се работи за континуитет, и не можеме така лесно да ги ставиме под една капа сите тие историски актери, сите жртви и сите крвници и така натаму и така натаму. Повелики. Па нешто ќе одговорам особено за употреба од пери и од што користам јас. Значи да почнам со тоа. Од што се сеќавам пери, мислам, тој објаснуваше дека затоа повеќе што реков се интересираше за водачи и лидери, ама тој стане збунет и мислам, и од што разберам јас, тој мислил дека и читатели би станала збунети. Затоа толку значи од почетокот имавме многу. Например, ова прашање со врска со движење што беше отворено за сите националности, не само за македонци или бугари, како се гледа. Ова беше дел од приказната од различни моменти. Значи, доста имавме, да кажем, и пределен ден лидерите почнале да се карале. Да се кара за името, за целта, за востанието воопшто. Главно во 48 до 53 година, кога нели овие луѓе кои за мене оние се главниот извор, главно има збор за организацијата. Толку. И јас мислам пак дека за обични луѓе кои беа дел од движењето, оние, значи, не се интересирале толку за точно што е целтата и што се статути, толку што, значи, ние сме тука во Прилеп или било каде, ајде да земаме пушки, да слушаме што, затоа ове би било подобро од што имаме сега. Значи, за мене како искуство мислам, од Сонексен, мислам, и ова е добар извор, каде објаснува што се случи после Еленденското востанје и после почне еве со убиства меѓу факција. Ама за мене добро, и што јас сум романтичен, ама јас сум романтичен за овие луѓе кои беа за
кој има идеал за автономија, ама во многу локален смисол. Значи, оние барале за мене и ова имам врска со... Сега правам споредба со овие во Стилтон во Америка, што после почнев да... значи, планирам нешто да напишам за нив. Значи, повеќе се интересирале баш за нивната област. Повеќе од поширока идеја, значи, повеќе се интересираше за себе. Значи, имаше идеал за децентрализирање, значи, да не мора да слушаат ни по Трција, ни по Софија, ни по било каде, само да се решат за себе што да имат. За вториот дел од прашањето не можем да немам одговор, не знам дали колегите имаат. Јас колку што успеав да разберам од прашањето, јас не сум исто стручњак за ВМРО и не знам точно многу историјата, меѓутоа јас колку што знам ВМРО името ВМОРО, уствари името го добива 1905 година. Значи не е можно претходно да се користи тоа име, бидејќи историски не би било точно. Оно е МРО, па ТМОРО, па 905 на Рилскиот конгрес го добива ВМОРО, па потоа ВМРО и јас колку што знам 34 година после убиството на крал Александар се укинува таа организација како терористичка организација и тука постои повторно дилема и недоразбирање со бугарите и тоа е прашање на кое не можат да ви одговорат и луѓе кои цел живот го посветиле на тоа и во Бугарија и во Македонија. Бугари тврдат дека е БМРО првата организација. Првото име, Бугарско-македонска револуционерна организација. Македонски историчари тврдат дека е МРО. Се до 1896 година, кога прераснал од МОРО. Меѓутоа, ВМРО пред 1905 би било историски неточно да се употребува. Иако името на таа организација, како моќна организација, во секој случај, знае да се премине и под 905, бидејќи апсолутно сте во право вие кога тоа име го покри целиот тој период на таа организација. Го покрива од 1893 до 34 па и после. Значи, тој континуитет се настојува да се задржи. Сушност, моето прашање се однесува на тоа како дошло и кој тоа одлучил да го покрие. Токму ВМРО да покрие се. Тоа ме интересира. Мислам дека тука има некаков идеолошки инженеринг. Може би претерувам, ама мислам дека прашањето заслужува истражување. Како тоа се случило? Како да речеме, ние се до, јас, например, се до Данкан Пери, до средбата со него и до преведувањето, издавањето на неговата книга на македонски, пак помогнато од фондацијата, сушност МРО во мојата свест не постоеше. Точно ова што го вели Кит, дека да, организацијата. Името организацијата беше употребено и во Мистон, и во Солунски атентатори, и во Црнила. Ништо друго не се употребуваше, само организацијата. И по премиерата на Мистон, дедо ми Коста Милчин, например, кој има она линденска споменица, по премиерата ми рече, сега ја признавам Југославија за моја татковина. Од која е направен овој филм. Значи, само кажам, организацијата е нешто што е заедничко, како збор кој подразбира повеќе работи, има некакви содржини кои се подземни, нели? Најднаш ВМРО се појавува како име кое треба да покрие се од почеток до крај. И многу интересно дека тоа сега е подхранувано со многу посилен апарат од, предпоставувам, од времето кога некој донел одлука, зашто не верувам дека е тоа спонтано. Спонтано е ова организацијата. Ама ВМРО да го покрие целиот период на тие различни организации, на различни водари, за тоа некој морал да одлучи. Благодарам, Владе. Сега имаме таму во позадина едно прашање, потоа господинот. Се јавивте исто за... Добро. Добро вечер, јас сум Александар Саздовски. Сакам да ве прашам, значи знаеме дека
организацијата внатрешно е поделена нели на левица и десница, врховен и централен комитет, па ме интересираше дали и во која мера обичните, значи, членови се свесни за овие поделби. И како подпрашање, тука би сакал да прашам колку е битна лојалноста кон одредени авторитети во организацијата, како да речеме Борис Сарафов, Гоце Делчев, и колку тука таа лојалност влијае, односно е посилна отколку лојалноста кон организацијата како целина. Фала. Благодарам. Повели? Јас. Јас како не, јас не могу уклучи микрофонот. Фала за прашањето. Пак за мене и овој дел од од причината зашто мислев да прекинам со Илинденското востање. Затоа до тогаш мислам овие бунтови внатре во организацијата не бе толку големи. Ама добро, порано имавме сега баш за влада мислев, нели имаме овие организација која беше во Софија. Има Гарванов кој беше и Сарафов кој беа и членови тука и членови таму. Пак да се вратам на книгата на Сонексен. Ове добар извор за тоа. И тој раскажува како беше во Битоло, мислам од 1905 година и точно, значи, дава гласови од луѓето баш таму внатре во Битола, што се чувствува кога почнала овие убиства од една друга страна. Пак сакам да кажам дека за мене, иако овие личности, особено мислам Делчев, нели, сигурно имаше харизма и Сарафов сигурно, ама јас мислам така беше организацијата, не беше, од што знам, не беше до толку со овие што човекот нема да знае со кога дава заклетва, ама главно, например, сите се знае со војводот. И мислам вака беше, значи, класична организација, да не човекот да не знае премногу за организацијата, нели? Ако значи да има тајни, нема да може да предада иако се врти како кодош. И затоа јас мислам дека повеќе на по-локални луѓе имаше доварба, имаше контакт. И особено, добро, овој сега шпекулирам, ама има една приказна тука од еден човек кој за Илинденското востање, мислам, оние се шетале, мислам, 3 месеци преку планини. И да мислиме сега колку јаки се овие врски што правиш со овие други луѓе, колку имаше доварба врз другите кои имаат истото искуство. И за мене ова е нешто што сите велат со врска со војските што се најефикасни. Ова е прашање, например, и по германците после Втората светска војна, по најобични луѓе во војските, дека повеќе се грижат за човекот тука, од што за некоја цел. Нели? Значи ова е соврска со лични врски и обврски. Благодарам. Прашање или коментар, повелете? Накратко само околу... Да ве замолам само да се представите. Валентино Димитровски. Називот на организацијата ВМРО е по Балканските војни и по Првата светска војна, а во називот на организацијата секогаш фигурирало и зборот Одринско. Таа не била само македонска, тоест на територијата на Македонија, ниту била еднонационална. Од 1918 практично се употребува називот ВМРО. Но би сакал да се надоврзам на синтагмата што е употреби Владен Милчин за идеолошкиот диктат, за идеолошкиот инженеринг, а јас би рекол пред се присутен во македонската историографија. Многу интересно е... може поблиску не се слуша. Многу интересно е, ако се спореди,
генералната линија на македонската историографија, особено за овие периоди од втората половина на 19-тиот век, преку линденскиот, па некаде до средината на 20-тиот век, при што се добива една слика на унифицирана нарација, една метанарација која што има одредени противречности, но практично се на некој начин се ужлебува и се компонира до она што ќе настани во втората половина на 20-тиот век. Од друга страна, читајќи ги вашите книги, ова нормално се уште не можеме, но да речеме Минатото под прашање, читајќи го Мазовер, читајќи ја Јеловиќ, причитајќи ја Марија Тодорова и некои други, за историјата на ова тло за истиот период се добива една, ако не диаметрално спротивна, но драстично поинаква слика за случувањата што се случувале, значи за процесите што се одигрувале на ова подрачје во тој период. Доволно е само како илустрација да се земе вашата книга Минатото под прашање за елинденскиот период со нашата метанарацијата на македонската историографија за истиот период, па се добива впечаток дека станува збор за два различни настана на различно место, можеби во различно време. Се плашам дека идеолошкиот диктат, идеолошкиот инженеринг во македонската историографија толку е силен, и тоа не само денес. Денес е огромен, но и претходно, да директно влие на интерполација на сегашноста, на дисциплинирање на историските факти, на фактографијата, што се одигрувала во многу сложени процеси низ историјата, барем за овој период. Вашиот пристап е дотолку поимпресивен, бидејќи навистина приоѓате од оздола. Користејќи ги тука, вие сте и антрополог, методологијата на француската школа историографска на аналите и некои други методолошки. Ме интересира вашиот коментар, иако можеби не е благородно тоа од вас да го бараме, за разликата и за таа темелна по мене дискрепанца меѓу македонската званична историографија и вашиот и пристапот на многу ваши колеги, главно од надвор на Македонија. Благодарам. Жешко прашање? Вишто не отепа нас види тоа. Што да кажеме? Фала многу. Имам дилема за тоа и дел од приказната на ова книга, мислам во ове првата книга Минатото под прашање и неколку стати доста мислам сакав да констатирам дека понекогаш има фокус за само еден дел од приказната. И заради тоа, например, знам дека порано и најверојатно после денеска ќе има нешто со врска со Сарафов, дека јас сум заљубен со Сарафов или вака. Не сум... Јас не сакам... Добро, јас вака сум дека јас повеќе сум за или вака, јас сум повеќе за и вака. И можеби проблемот што ова е доседно до некаде, затоа и можеме да кажеме дека повеќе ќе стигнеме до нешто како вистина, ако имаме многу тврди позиции и тука, ајде да се караме, а некој ќе победи. И ќе знаеме дека вака е вистината. А за мене ова е нешто блиско до судски сири во Америка. Нели? И во Америка вака е стилот. Има една многу убава книга од Дебра Танен се вика The Argument Culture. Културата на не е само аргумент, на спорењето, да. Јас сум повеќе за добро, јас сум левичар по прилика, значи јас повеќе сум за консенсус. Дали можеме да најдеме некаде каде може да се согласуваме за нешто. И затоа јас не барам да се карам со луѓе, толку што барам да најдем
или да прашам, добро, а што да правам со овие извори? Например, каде има толку има зборови за Сарафов тогаш од 48 година, што да правам со овие луѓе? Дали да мислам дека оние воопшто грешат или прават идеолошки нешто, или дали да им давам почитување, да мислам добро, зошто? Зошто така беше важен за нив? Благодарам. Само пред да се надоврзам на прашањето на Тино, извини, една секунда. Мислам дека малку антрополошки пристап не би му бил и не му лош, премногу е строг. Ајде да видиме, а премногу лесно не можеме туку така да кажеме дека луѓето само под идеолошки диктат пишувале, твореле, сепак зборуваме за живи луѓе. Да не забораваме за генерации на историчари во одредени контексти после Втората светска војна. Малку сум се занимавала со тоа во условите во кои што работеле луѓето, во школите од кои што произлегуваат. Тоа е исклучително важно. Контекстот во кој што ја создавале. Во време кога се создаваат првите национални институции, нивниот романтизам, познавањето и непознавањето на редица, не знам, меѓународна историографска продукција и така натаму и така натаму. Сите трие работи мислам дека е ред да се земат во обзир пред да ги изнесеме, мислам, толку цврстите ставови. Конечно и Кит Браун во неговата докторска дисертација пред да ја објави книгата, една работа, знаете, кога имаме дисертација, после уредуваме, преуредуваме книгата, има еден дел, ќе го потсетам, за македонската историографија и критиките во социјализмот, кои што и биле упатувани за степенот на професионализација. Јас се согласувам, што, мислам, прифаќам критиката, но ќе го потсетам Кит, кога он самиот доаѓа до сознание и вели, тоа поглавје или еден дел го нема во минатото под прашање, и вели, лесно е да ги напаѓате македонските историчари од надвор, кога ќе дојдете од големите универзитети. Лесно е, вика, да спорите и да се расправате, а при тоа рече, особено во оние времења, ова парафразирам, особено во оние времења, многу малку пак или да ги напаѓате, рече, за нивното непознавање, не знам, на меѓународната или странската продукција, а при тоа многу малку и скоро никој не се обидел да дојде и да истражи историографијата македонска во годините во кои што, не знам, 50-тите, 60-тите, 70-тите, 80-тите. Така некако беше, парафразирам, ама добро сум го запамтила тој момент. Фала, извин. Благодарам ви. Да претпоставам ќе имаме време за уште 2-3 прашања, така што вие па да повелете. 10 секунди ќе му одземам. Прво му се заблагодарувам на господинот Кит Браун. Јас сум Горан Софески, офицер сум по вокација, што нашол навистина недостасува што разговарал или зборувал со војниците на организацијата. Секогаш ги забораваме, секогаш старешините се битни. Тоа е едно. Второ, го почитувам тоа што рече дека книгата не е за мене напишана. Фала ви многу, и тоа ми е и прашањето, како ви е искуството, фидбекот од публиката друга, а не македонци. И трета работа, ви се заблагодарувам уште еднаш, што со книгава удривте добра шлаканица на организацијата која денес е политичка партија, која злоупотреби, затоа што ако организацијата таа тамо организирала 20.000 во окупирана територија, оваа политичка партија сега што не малтретира сите, во 2001 година не можеше да мобилизира или мобилизираше 0,01% за одбрана на низината идеја што била тогаш. Ви благодарам. Кит повели? Фала за прашање. Со врска со реакција надвор, значи има неколку, значи сега за тоа многу бавно оди овие процес на ревии, ама главно до сега, особено од луѓето кои се специјалисти за регионот, оние
велат исто што нешто слично што слушавме денеска, дека например Улф Брумба рече дека не очекуваше ништо ново од Илинденското востање, сварност дека тој мисли дека нема ништо друго да кажеме, а тој рече дека тука има нешто ново, особено со врска со споредбите со други движења и исто така со овие што имав шанса да ги користиме гласовите од војници, од припадници. Фака, имам неколку колеги кои ќе ја користат книгата во часови, во различни факултети, што ми е многу драго, значи ќе земам малце пари, што е добро, ама исто така, значи, сакам Македонија да стане дел од широк од разговор со врска со и историја и антропологија и особено за insurgency, како? Insurgency. Побуна. На бунтот. Значи, толку имам тука дел од не реков, значи дел од причината, јас мислев дека јазикот беше поедноставен, сватив сега дека не е вака, ама имав шанса например да предавам во Форт Левенворт, значи со неколку офицери во американска војна. Оние сакат да разберат што се случи во Ирак. Ама тешко да се, нели, да од внатре таму да разбира добро како функционира. И дел од публиката јас мислев за нив, да може да разберат од каде има волја, од каде има организација, значи какви беа системи тогаш и што има, дали тука има клуч, дали има клучеви од тогаш што може подобро да разбират што се случи сега во Ирак. Благодарам, Кит. Господинот позади, уште? Дали можам да ве замолам да видам кој уште би сакал да постави прашање, да коментира, бидејќи полека? Добро, ама ајде, почнавте вие, па потоа господинот и на Чомовски нека. Две реченица, само една констатација, вредноста, значи што е, значи моје лично мислење дека јас сум Владимир Милјанов, историчар, работам во Институтот за национална историја. Сметам дека оваа книга е многу поважна за нас овде во Македонија, односно на македонски јазик е поважно овде за нас во рамките на во рамките на македонското општество, отколку англиското издание, може би малку е чудна констатација, но како и да е, знаете, перспективите се битни овдека. Предноста на авторот и предноста на, како што рекла претходно Данкан Пери, е што тие гледаат од дистанца. Дистанцата е многу битна, затоа што јас лично го проучувам еврејското прашање. Јас цело време 10-11 години јас тоа го гледам од дистанца. Тоа не значи дека е квалитативно нешто, кој знае што, мојот труд. Меѓутоа е нешто посебно, нешто, перспективата е битна, дистанцата е битна. Значи, значењето на овој труд конкретно и на тоа што претходно господин Китбраун има претходно истражување, таа дистанца. Исто така, втора работа што сите ние овде сакале или не сакале сме идеолошки оптоварени. Авторот ја има предноста што не е идеолошки оптоварен. Него живее тоа, ние живееме тука овде, нели? Благодарам. Благодарам, да. Да слушнеме уште еден коментар или прашање, повелете. Па повеќе. Ве замолам само да се представите. Повеќе е коментар отколку прашање. Јас сум Митко Јанев, е високо стручно образован, меѓутоа, да речам, нормално историски исто така, што сум навлегол во тајните на македонската историографија, меѓутоа и од балканските земји, нашите соседи, што цело време се препукуваме. Сакам една висока, многу висока оценка на Кит да изразам, од аспект на тоа што независно
или што викаме без многу пристрасно чувство кон едните или кон другите, сето тоа го обработува. Да речам, нели, од сите тие истории што се пишувани од победниците, македонската е најпоследна пишувана и некако принудена да оди по вистинитите чекори, нели. Он од страна тоа сигурно го има многу добро сознаено и тоа што го осетив од книгата, иако не сум ја прочитал, апсолутно висока оценка за независноста ја давам од моја страна, што би рекол, еве, околу името, дали е Македонска револуционерна организација или со сите тие префикси и разни наклонетости кон една или кон друга земја, јас би рекол, гледајќи од сегашното време во каква пресија од соседите се наоѓаме, како македонци зборувам, значи зборот револуционерна македонска организација е единствен кој што би требало да ги обедини сите и мислам дека тој е најисправен израз. Сакам да додадам и тоа дека околу нашите борци, односно само полека да превршувате, бидејќи полека треба да ја заокружуваме. Значи, идејата на многумина од нашите славни личности, како Гоце Делчев и многу од нив, го разбираат овој простор како поле за културен напредок меѓу народите и на тој начин ги поставуваат сите цели за равноправност на македонскиот народ и сите. И јас би сакал Македонија во иднина да ја гледам не колкава е, туку каква е и овде да се чувствува секој човек од земјината топка достојно со неговите различности. Благодарам. Благодарам. И Александр Чумовски, повелете. Ако историјата се повторува како фарса или sejedno, можете и обратно да размислите. Јас имам едно историско актуелно прашање и паралела. Ако до 34-та година ВМРО или ТМРО се графираше како терористичка организација, а во западните архиви често и денеска можете да ја идентификувате, дали е возможно од денешен нагло на посматрање некои денешни терористички организации после извесен период да бидат еднакво ослободителни, историски вреднувани како процеси кон создавање на слобода, на своја држава и така натаму. Да не правам друга директна алузија. Благодарам. Повелики. Па, јас мислам дека имаме, ако добро разбирав, значи имаме примери од Палестин до некаде и имаме од Јужна Африка. Значи, ако разбирав, значи такви трансформации се случуваат. Не знам, значи напред од сега, не знам толку па ова е прашање за ова е прашање за соврска со меморија и како forget. Заборавање, значи дали има место сега за луѓе од иднината да заборават, исто како например за Нелсон Мандела има неколку работи што луѓе се заборавале од кога почне да се труди за нешто друго од апартаид во Јужна Африка. Не знам дали има услови за тоа. Мислам, ова е нешто од историчари од пред, не знам, 50 години, дека дел од нација и што сите мора заедно нешто да заборават. И не знам дали има услови со се што имаме сега со врска со информација, дали има место за такви заборавувања.
Благодарам, Кит. Мислам дека полека можеме да заокружуваме оваа промоција и дебата. Отворивме доста прашања, претпоставувам дека ова е доволна провокација сите вие и сите оние кои што го следеа преносот во живо.мк да ја прочитаат оваа книга. Благодарам уште еднаш и честитки за авторот.